Dobro večer na site. Golem pozdrav od mene i dobrodošli site Makedonci na moj kanal Astropsihologija. Ja sam Mary i sakam so vas večerva da podelam neko informaciji za moja ta rabota za astrologijata, koji se bitnite planeti i što je to važno za razvoj na naša ta duša, na naš identitet. Ja se izučujem astrologijata ovdje u Germanija i sakam se kako i ponatamo da ga izučujem i drugi. Imam mnogo bitni raboti, na primjer energetska ta psihologija me interesira dosta mnogo i karmična ta astrologija i tako ponatamo. Znači, sve koga je bitno čovjek da ima, da je svesan za nešto što sakaš i to da go napraviš, samo tako ki budeš jedno celovito nešto. Сега вечерва сакам да зборувам на темата за сонцето. Каква улога има сонцето во астрологијата? Еве да кажеме дека сонцето има многу голема улога во астрологијата. Што значи тоа? Кога изучуваме астрологијата, имаме и еден дел од астрономијата. Сега треба да знаеме само дека сите планети што ги имаме, тоа се 10 планети, сонцето и месечината. Во астрономијата сонцето и месечината не се планети. Меѓутоа во астрологијата тоа се нашите планети. И многу битни планети, сонцето и месечината имаат огромна улога во астрологијата. И значи ние сите тие ги гледаме од позицијата на планетата, кога од нашата планета Земја. Сите ние планети ги гледаме од поглед на нашата планета Земја. Значи сите планети што се наоѓаат во нашиот универзум. Што значи сега сонцето во астрологијата? Сонцето има една од најглавната улога во астрологијата. Значи тоа е нашиот правилен идентитет, нашата свест, егото, тоа е исто тоа. Значи нашата цел, зашто сме дојдени во овој универзум. Значи имаме секогаш ни една цел и преку тоа се гледа и што е позицијата на сонцето, како е поставено сонцето и преку тоа можеме така ние тоа да го тумачиме. Што е исто тука битно, кое друго значење го носи сонцето? Па еве, например, во женскиот хороскоп, тоа ни означува, например, каков сопруг, каков партнер бира жената. По тоа позиција на сонцето можеме и тоа сигурно да го кажеме. Еве да ви покажам како изгледа сонцето во една натална карта, како е нацртано. Ако можете да видите црвениот круг каде што е, тоа ни го означува сонцето, така се гледа сонцето во една натална карта. Сега сонцето има и многу е битно да се каже дека тоа е нашиот идентитет, за тоа ние што сме дојдени во овој универзум. Еве да кажам еден пример. Јас го имам сонцето во знакот Стрелец. Јас сум родена во знакот Стрелец и што имам сега ја задача, која е мојата задача, која е мојата цел, што треба ја да исполнам сега во овој живот, во оваа инкарнација. Значи, ако знаеме што е Стрелецот, тога што можеме така да ги тие работи да ги тумачиме, па Стрелецот обожава да патува, Стрелецот сака да учи многу работи, Стрелецот ужива во филозофијата, еве како ја, например, јас сум родена да филозофирам, тоа е мојата, тогаш ужива мојата душа, тога јас више се исполнам, јас сум исполнета тогаш. Мене не ми е никош досадно, ако знам да го живеам моето сонце. Значи, нашата цел е сонцето да го живете, идеш по патот на своето сонце. Тоа е, значи, они се родени да филозофираат. Стрелецот е роден да филозофира. Стрелецот не е роден сега да седи дома,
da čuva deca, da čisti, da kuva, to ne njegovo. Strelec od Saka, to je njegovi prav identitet. Sad, da li vi toga živete, ja ne znam. Znači, sonce to pravilno, to je originalnost. Živaj go to za što si roden. Tvoj prav identitet. За што си роден? Еве се, како повеќето луѓе тоа го живеат. Да кажам еден пример, па може и тоа ќе кажете дека тоа е така. Да, така е тоа. Во цела планета, повеќето во нашиот балканскиот свет, кај нас тоа е многу популарно така да се живее. Еве, на пример, како се живее. Па ти се раѓаш, идеш во школа, па после треба да студираш нешто, после треба да најдеш работа некоја, да се омажеш, да се ожениш, да створиш фамилија, да направиш некоја куќа, да купиш ова, да купиш она и така си тече понатаму животот. Сега тука да ви прашам, дали е тоа све? Дали е тоа што ние сите го сакаме? Да, тоа више беше тоа старото, тоа е стариот систем. Стариот систем, знам дека тоа во нашите балкански земји е многу тоа популарно, уствари, таа уште така тој систем и трае. Се надевам некогаш тоа дека малце, дека ќе се измени, ајде да речеме дека ќе се измени некогаш. Не мислам да се измени целосно, него ајде нешто малце да земеме и од другите луѓе, нешто да погледнеме како живеат на друго место. Дали тоа може да биде исто мое? Еве ја, например, како дете уште сум сакала да живеам во странство. Тоа не е туку така што ја, туку така дошло, тоа е да идем во странство. Не, ја тоа сум го обожавала како дете, како тинерџер. Јас сум замислувала да идам во странство, значи сонцето во знакот стрелец. Ја уживам да патувам, ја уживам во странство да бидам. Ја не сакам на едно место да седам, ја сакам секаде да живеам. Таму да живеам, таму да идам, ваму да идам, во секоја земја. Оваа преубава планета сакам да ја видам. Сакам све да доживеам. Тоа е мојата цел, сонцето во стрелецот. Сега зависи како е кај вас сонцето поставено. Во кој знак вие го имате, тоа значи се вика дека, како ни е поставено сонцето, тоа викаме дека ние сме во тој знак родени. И сега да не излезам пак од темата, дојдов до тоа што реков дека во нашите балкански земји тоа така е, тој систем на живење, ствараш фамилија, имаш работа која што може би, така се можам да работам, не сум баш задоволна со тоа, али мора да се работи некако, мора да тече животот, стануваш, идеш на работа, ги гледаш своите деца, ги носиш вамо таму. И тоа беше, си тече животот и толку. Па да ви кажам искрено дека мене тоа многу ми е малку. Што значи тоа? Дека треба да бидеш свесен, дека не е само тоа во животот, тоа да се живее, што сите другите исто го прават. Тоа да растеш, да идеш во школа, да работиш некоја било која работа, да се омажеш, да имаш деца, фамилија, куќа, што ти ја знам ваму таму, и тоа да ги пратиш се тоа и да живееш, тоа што е, како живееле твоите родители, например, и сега ти по тој пат идеш. По истиот пат живееш и ти. Сите така живеат. И ми викат дека тоа е нормално. Да, не велам дека е тоа погрешно. Али дали е нормално? Тоа е веќе зависи во која ниво на свест сме дошле. Пак тука е таа поентата. Во кое ниво на свеста сум дошла? Да разберам што е сега битно. Дали јас тоа го живеам, што ја го осеќам? Дали е тоа мое? Јас да живеам тоа што, некој друг кажал, ти треба сега да идеш во школа, да работиш нешто, што носи пари, што носи богатство, тоа треба да учиш. Створи си куќа, створи си фамилија, створи си ова, створи си она, што ти ја знам што сите зборуваат.
da li je to tvoje? Da li si ti dojedena u ovaj univerzum to da go živeš? Da li je to tvoje? Prašaj se. Da li je to pravilni od tvoj identitet? Da li si ti rodena za to? Ako da, onda si vikaš gore, to je moje to i drugo nešto ne postoji. Za mene to je moj život, ja si imam partner, si imam rabota, sve isto, si imam dve dečinja, gole mi rasta, ki idam samo za njivke živeam, pazite tuka, to što go kaj nas, i ne samo kaj nas, i kaj ti je balkanski od sveta, kaj se to go kažu. Jaz živim za mojete deca. To sigurno veke ste go slušnale. Da, ja moram da se nasmijem za to, zato ako si dovoljno svesen i ako tvoja ta svest na povisoko nivoje, to taka nema da go gledaš. To ne znači deka ako imaš deca i familija, deka ih zaostaviš, deka nema da se grižiš za njih, deka to, ama to ne znači to. Što znači to? Znači ja smijem da biram što moja ta duša saka, što nam moja ta duša i odgovara, to aki go zemam. Znači živajte go vaši od identitet. Te togaš ki budete nešto cilovito. Nema da se žalite togaš. 30 godini su mažena s ovoj, sum ženac, ova žena. Lele, koliko je dosadna. Man bre, ništa drugo ne znaš, tamo gledaš televizija. Decava idat vamo, ne napraja ništa, ne uspija da kupat kutja, ne uspija ovo, ona. Smeški se ti je cirkus, što da vi kažem. Jas to od moj ago gledam taka. Se vi ako je za vas to normalno, ne moram, zajmete go to. Ali, što znači to da go žive moj pravi identitet? Pa nema ništa da mi smeta poslije života. Ništa, ako ja go živem to, za što sam rodena, nema ništa da mi smeta. Ke bidam srekna, kompletno srekna, ke pravam to ja što sakam, ke učam ja to što sakam, ke biram ja to što sakam, ke biram kaj da živem, ke biram sve što sakam. Što ke pravam? Pa jaz imam momentalno, site od nas imame samo jedan život. Momentalno. Ako verujeme u karmičkata astrologija, toga imame i poveke životi. Znači, to je više druga tema za koja bi zboruvala na druga mogućnost. Sega momentalno imam jedan život. Tuka živim, sega živim. Ne živim v jedninata, ne živim v poranešnosti, živim sega v ovoj moment. I sega v ovoj moment si vikam, pored, što mi je potrebno sega. Što me pravi sega srekna? Što me pravi sega srekna? Prašajte se sami. Ja za mene si odbrav, ja za mene znam. Znači, ajde da se prašame site što znači drugo sonce. To pa bez, kako što rekao, deka bez sonce to nema život. Bez sonce to nema rast. Bez sonce to imame toplina. Ne možeme da se razvijeme. Ne možeme da živeme bez sonce to. Znači, kakava važnost ima sonce to od astronomski pogled i astrološki pogled. Ogromna uloga, to je naša ta svest, naš identitet. Prašajte se što je važno za vas. Da li je to vi što sakate da go živijete ili živijete zato što nekoj drug može vi kažao, taka i taka trebaš da živeš. Сега некој мал пример да ви дадам, например, за ако го имате сонцето во знакот Близнаци, да речем, уште неколку дена сонцето ќе влезе во знакот Близнак, па ето за тоа нешто да кажам. Што е сега тоа битно да се знае за сите што се родени во знакот Близнак? Какви се они? И дали вие тоа ги живеете, ја не знам, затоа што не знам како е поставено сонцето, какви аспекти прави сонцето со другите ваши лични планети. И
Ako го имате сонцето во знакот близнаци, например, какви се близначите? Па они сакаат да играат, да се веселат. Они се секогаш така на природно весели, на нив ништо не им треба нешто друго да биде. Они се природно весели. И ако вие тоа така не го живеете, они сакаат да имаат многу пријатели, другари да имаат многу контакти, да телефонираат стално со својот телефон на рака, стално се на интернет, стално сакаат информации да дават, контакти да имаат. И дали вие со тоа така го живеете, тоа е вашиот прав идентитет. Ја тоа не знам, само се тоа е еден пример. Значи, ако го имаш сонцето во знакот близнаци, што значи тоа дека вие уживате да имате пријатели, да имате друштво, да се дружите, да се играте, да бидете весели, тоа е вашето. Вие близнаците многу не се они се секогаш весели, не се плашат од ништо. Значи, како е важно е да се знае како е сонцето поставено, дали има некој аспекти, може би неповолни аспекти, сега може да кажам за тоа, сите оние што викаат па да, јас сакам тоа и тоа, ти што го правиш, меѓутоа не можам. Да, тоа што се вика не можам, тоа може да се види исто во астрологијата. Ја не викам дека некои работи не можеме туку така да ги направиме. Тоа ми е многу јасно, затоа што ако сонцето прави, например, една квадратура, ајде да речеме со планетата Плуто, тоа е последната планета во нашиот сонцев систем, и ако прави, например, сонцето една квадратура, еден многу неповолен аспект со планетата Плуто, тогаш вие како можете да сакате све? Може сакате тоа да го живеете, имате голем потенцијал тоа да го живеете, тој е вашиот правилен идентитет. Нема да ви биде така лесно, затоа што сонцето прави квадрат со Плуто. Тоа значи дека се плашите од тоа. Се плашите, значи тоа е еден пример, ако го имаме тој неповолен аспект, кога секогаш викаат луѓето, еве ти сакаш да го живееме сонцето, да идеме по својот пат, зашто сме родени, по тој пат да идеме, да. Меѓутоа, има во некои ситуации, затоа велам, како е поставено сонцето, кои аспекти ги прави, и тоа може така после да каже, ја кажам дека овој го има доста клиенти, сонцето има квадрат со Плутон или пак со Сатурн, со тие планети. Тука имаме една блокада. Значи нешто е блокирано кај вас. Сигурно можеме со работа на себе. Ако работите на себе, ќе може и тој страв да излезе од вас. Да не се плашите, или значи сонцето квадрат со Плутон или со Сатурн, тоа е неповолен аспект. И ако тоа се види во астрологијата, сигурно дека имаме тука техника како може тоа да се работи. Само ако верувате во себе, да не се плашите во себе. Па тоа и може да се плашите од себе си, дека вие знаете дека имате некои големи таленти. Вие знаете че уствари што треба да правите, ама не можете, сте блокирани, внатрешно сте блокирани некако. Тоа може сигурно некој психолог или терапевт тоа да го изработи со вас. Меѓутоа, астрологијата може да ви каже што можете да направите да се ослободите од тој страв што го имате. Али терапевтот, психотерапевтот, он може да ви каже кои вежби да ги правите. Што треба да направите, да расте вашата душа, да расте вашата свест, вашиот правилен идентитет. Тоа е најважно. Сега можете, и што сум слушнала од другите клиенти, па тоа е многу егоистично, ти што викаш, ја да го живам, ја моето сонце и све да оставам друго и да гледам само на себе. Па да, и тоа сум го слушнала, сум све слушнала, сите тие реченици сум ги слушнала, да, све тоа сум слушнала, што ми велеле дека како ако го живеам ја сонцето, треба све само на себе да си гледам, а другите сите да ги заборавам. Све, ај ќе оставиме, ќе гледаме само на себе. Не го мислам ја тоа така.
Не значите тоа дека јако велам дека гледате, идите по својот пат. Прашајте се сами што сакате, која цел имате во вашиот живот. Зашто сте родени? Кои таленти ги имате? Кои потенцијали ги имате? Дали ги живеете? Прашање. Дали живеете? Еве, например, сте вие родени, како например ја, еве сега давам пример, јас сум родена да бидам филозоф, јас сум родена да одам да патувам низ цел свет. Јас сум родена за астролог да бидам, јас сум родена музичар да бидам, јас сум родена, било што, имам многу таленти. Секој од нас има повеќе таленти, повеќе потенцијали. Во астрологијата тоа можеме да го видиме. Значи, можеме да видиме кој потенцијал го носите во вас. И да ве мотивираме да го живеете тоа, за да бидете целовито нешто. А не само половинка. Зашто да живееме само половина? Пак да се вратам на тоа егоистично, пошто ми кажуваат пуно што луѓе што зборат, не треба да бидеме егоистични. Како ќе бидеме, ако гледаме само на себе, егоистични сме. Не е тоа така. Тоа значи бити свесна за себе. Секогаш стави се на прво место ти, а после другите. Значи, тоа е многу битно да се знае. Не значи тоа дека ја својот партнер ќе го оставам и нема да ме интересира, или нема да имам респект кон него, или да речем да имам деца и нив нема да ги гледам, нема. Не значи тоа. Него не се заборавај сам себе. Немој да се заборавате самите себе. Што ми викаат сите, јас сум родена за моите деца, ај да видам нив да им е добро. За мене нема везе тоа. Ај више, јас сум живеела, поминала више тоа. Не, тоа е погрешно. Додека сум жив и здрав, додека живеам, додека моето тело функционира, додека мојот ум, мојата свест функционира, секој ден имам шанса тоа да го коригирам, да работам на себе. Секој ден имам шанса за тоа. Да научам да бидам нешто целовито. А не само пола. Ја ќе се родам и сега цел живот ќе живеам друг живот. Не живеј друг живот, живи го твоето оригинално нешто. Зашто си роден? Тоа живеј го. Твојот талент, твојот потенцијал. Тоа е многу битно да се знае за сонцето, каква улога има сонцето во астрологијата. Драги мои, се надевам дека ви дадов добра слика на сонцето, каква улога има сонцето во астрологијата и ако сакате и вие нешто повеќе да дознаете за вас, значи само за вас, слободно напишете ми преку имейл, ќе ви ставам моите контакт адреси, ќе ви ги ставам доле испод ова видео. Можете да ми да пишете слободно преку Viber, преку Skype или преку Messenger и потребни се вашите податоци, вашиот ден на раѓање, местото на раѓање и точниот сат на раѓање и после тоа све ќе ги промениме информациите, ќе дознаете нешто повеќе за себе. Да дознаете кој е патот кон себе. Кој е својот пат? Каде е моето сонце? Тоа е мојата цел во оваа инкарнација. Тоа ќе го пратам. Зашто? За да бидам нешто целовито. За да бидам правилната таа јас. Јас сум. Тоа е зборот на сонцето што сака да ни каже. Јас сум. Не значи дека сакам да кажам јас сум сега доктор, јас сум сега имам овој тител, јас сум адвокат или што ти ја знам. Па тоа ако го кажете, тоа не значи ништо. Биди на прво место човек. Живеј го твојот талент. Не живеј тоа друго или не прави копија. Тоа исто многу беше важно да ви го кажам. Не прави копија од другите луѓе. Еве сега, например, ти гледаш некој прави ова, прави она и ти викаш, што е убаво ова, зашто јас сакам ова да го правам, ајде да го правам. И го правиш тоа, сега, кој ќе има успех во тоа? Значи, ти можеш од другите луѓе да бидеш инспириран, да си донесеш, да земеш идеја од другите. Само тоа. А не да правиш копија на другите.
еве, например, било што, еден од друг да си ги взимаме своите идеи, да ги ставаме, да кажеме дека тоа е мое. Ке речеш, па тоа е моето, видите, јас сум тоа. Ке ви ветам дека со тоа немате да добиете успех и нема да имате среќа. Затоа што тоа не сте вие тоа. Само оние што имаат своји специјални идеи, што го живеат своето правилно сонце, што имаат фокус кон себе, кон својата цел, само они ќе имаат успех и среќа во животот. Затоа се вели, не прави копија од другите или на другите. Живеја својата правилна, живеј го твојот правилен идентитет. Тоа е многу, многу битно да се знае, затоа што има повеќето од луѓе што прават едноставно копија од другите и кажувате, тоа е мое. На работно место сигурно сте имале такво искуство направено, каде што еден од друг викат, ова е моето, еве јас имам тоа направено, јас сега тоа сум го нацртал, тоа е мое. Идеја да земеш од другите, да, затоа се менторите тука, затоа се the coaches there, ја? Затоа што они се затоа да ни дадат мотивација на нешто, да не мотивираат, да не инспирираат, да ни дадат една идеја. Еве, например, како астролозица, они може да ви кажат кој е вашиот правилен идентитет. Тоа можеме ние да ви кажеме. И ти тоа да го живееш, да бидеш оригинална во нешто да бидеш, затоа што највише ти тоа го знаеш. Не можам сега да работам, например, како, ајде да кажеме, да кувам. Тоа за мене нешто не е, да кажам искрено. И сега ја ќе речам, знаете луѓе, ја како знам да кувам, да готвам. Ужас, сум нашла рецепти, знаете како? Дојдите. Па ја не го умеам тоа. Јас имам свој друг потенцијал, друг талент. Јас сум филозоф, јас сум астролог. А не сум родена ја да готвам. Тоа е тоа, јас што го мислам. Јас ги обожавам луѓето што знаат да готват. Јас нив ги викам, вие сте, значи, супер, браво, каков талент имате да готвите. Тоа е нешто фантастично. Ја уживам од тоа, јас се гордеам со некој со тоа, ако може. Ама дали се гордеете вие за тоа? Тоа е сега битното прашање. Дали се гордеете вие на тоа, дека знаете вие, например, фантастично да готвите? Се гордеете на тоа? Одговорите си сами на себе на тоа прашање. И тоа е тоа што сакам да ви кажам. Не го живејте тоа другото што не е ваше. Живејте го она што е ваше. Затоа што немате никош да бидете среќни. Немате да бидете никош целовита личност. Секогаш пратете го срцето ваше. Што сака вашето срце, вашата душа. Пратете го вашето тело. Телото ви дава сигнал, ви дава информација. Телото реагира на тоа. Ако не реагира на телото на нешто, па тогаш тоа не е ваше. Ако телото не се радува на нешто, ако видите нешто, сте воодушевени во тоа. Ако реагира телото така, да вие сте среќни, тоа е вашето. Да, тогаш тоа е вашето нешто. Ако се смее вашето срце, тогаш тоа е вашето нешто. И тоа пратете го. Не правете копија, не работете нешто што не е ваше. Тоа е исто сончето, значењето на сонцето. Зашто е да работам нешто што не е мое? Зашто викате, ти имаш среќа, ти си успела, ја мора да работам како што ти ја знам. Сите други работи што постојат, ја не можам сега. Ти имаш среќа, тоа е одговорот на тоа. Ти имаш среќа на тоа. Ја немам среќа, ја немам услов да дојдам во странство и да работам и да учам. Не е тоа така, луѓе. Не е тоа така. Сегде кај да сум у Африка или да сум у Кина или у Јапан да живеам, сегде ќе најдам нешто. Ако го пратам тоа што е мое, ќе можам во нашава цела планета да нешто да искреирам, да направам нешто тоа што е мое. Дали живеем во Македонија, или во Африка, или во Кина, или било каде, не е тоа важно. Тоа е се само лажни изговори. Тоа е нешто што не сакаш да го прифатиш во тебе. Ако сакате тоа да го прифатите,
da budete iskreni kon sebe. Tek тогаш, ако го прифатите, тоа си речете да, точно е тоа. Океј, во ред, сега ќе почнам да работам на мојот идентитет. Што сум ја уствари? Сонцето те прашува, кој си ти? Знаеш ли кој си ти? Каков потенцијал имаш? Затоа немојте да им замерувате на другите луѓе. Не е убаво тоа да се замерува на другите и да кажете, ете, па ти имаш шанса, ти си имала успех во тоа, ти си успела, не можам јас сега, кај со 55 години, кај ќе ме тераш да идам негде, што да работам друго? Па тоа сигурно исто сте го слушнале од сите луѓе. Па да, ако ја така мислам, ако јас така мислам, еве, јас имам 55 години да речеме, и сега, ете, ја им викам на клиентите, па вие можете исто да направите нешто друго. Видите каков огромен потенцијал имате. Што работите вие? И кој ќе ми кажете, ете, ја работам како службеничка, например. А има огромен потенцијал, тоа е нешто вау, тоа е нешто генијално. И ја прашувам, а ти друго ништо не работиш, само тоа? Да, па некогаш како хоби, еве, ваму знам да готвам, еве да речем, пак да идем на готвењето назад. А знаете ви каков голем потенцијал имате вие? Па вие можете да бидете number one, можете да бидете звезда на небото. Ако тоа го живеете, што е вашиот потенцијал, зашто работиш како службеничка? Па ете, не сум за она се јавува и вика, не сум задоволна. Ете, не знам колку евра работувам се, такви податоци да не смеам да кажам. Ама, и што, како иде мојот живот? Може да ми кажеш понатаму? Па да, секако дека можам ти кажам. Али, ти си створач на твојот живот, не ја, ти. Ја можам да ти кажам само кој потенцијал го имаш, кој талент го имаш. А ти си одговорен за својот живот. Дали тоа го бирам или не? Се јако ти кажам, па ти си службеничка 20 години, знаеш ти каков друг потенцијал е? Па јас со 55 години, кај се ја ќе почнам со тоа? Треба да вложувам многу пари во тоа, треба ова, треба она, не се исплати тоа. Ете, ако почнете така да мислите, така и тоа ќе биде. До крај на животот, така ќе биде. Никако другшија. Нема спас више, готово. Тука, ако така мислите, што сега со 55 години ќе почнам нешто друго, да учам некои курсеви, на курсеви да иде ми тоа што ме интересира, зашто моето срце се радува. Еве, например, јас знам го добро да готвам, ми вика она, ја гледам во наталната карта, женава значи знае да готви, он има талент, вау, нешто супер. А она работи како службеничка. Зашто работи како службеничка? Затоа што е потребни парите и се потребни. А незиното срце не се радува за тоа. И да работам затоа што ете така треба да биде. Да, така треба да биде. Ете го пак тој стариот систем што е во нашиот ум, стариот систем. Така треба да биде. Треба да работиш од сабајле до навечер за тие пари, а уствари ако видиме каков талент, каков потенцијал имам, што правам ја, дали сум ја та правата личност, дали е тоа го живеам, дали е тоа мое. И јас кој ќе кажам, она вика, вау, па кај се исплати, ми вика, мери сега јас за 50 години, 55 години ја да бидам самостален и да почнам да готвам и да си отворам ресторан или што ти знам слични работи. Па ако ти тоа не веруваш во тоа и ти го обожаваш, тоа твоето срце се смее на тоа, а ти се плашиш од тоа. Се плашиш од самиот твој талент што го имаш. Се плашиш да земеш одговорност за себе. Тоа е тоа, поентата. Сега тоа е до вас, дали вие тоа ќе го живеете или не. Јас само можам да ви го дадам тој пример. И како што реков, тоа можете да си бирате сами дали вие тоа ќе го живеете. Ете, драги мои, доста више зборев за таа тема. Важно е, пратете го патот кон вашето срце. Што сака вашето срце и сонцето во астрологијата? Значи, сонцето, пак уште една нешто да кажам, сонцето во астромедицината, го представува и нашето срце. Видите како е тоа све убаво споено. Значи, нашиот
organe srcето и во астромедицината. Затоа што има многу луѓе што се болни, срчени болести што имаат многу инфаркт или срчен удар. Зашто е тоа така? Ја не сум доктор тоа да проверам што е како, а во овој агол што се гледа, може да се каже дека не го пратите патот кон вашето срце. Не правите тоа што сонцето, што вашето срце сака. Вие не го пратите тоа. И ако не го пратите, ако не ги пратите желбите на вашето срце, да, може да дојде тоа да се разболете. Затоа што исто така и сонцето, значи во астромедицината, тоа е и срцето ни го представува. Тоа е наш орган. Ете, доста беше за денеска. Ви посакувам добар викенд. Како што реков, кој сака на консултација, молам, испод ова видео ќе ви дадам податоци, каде што ќе можете да ме контактирате. И ќе се јавам пак на друга тема. Све најубаво и до скоро.